Велешанецот Ангел Серафимов има 70, ама како да е 10 години помлад. Рече си цел живот прави ракија, ја продава, ама и ја пие. Па си пивка обвезна. Спроти неговата казарница и онаа на Слободан Спасов. И двајцата се расположени да ни раскажат како се вари ракија. Мајсторлук голем велат нема. Грозјето се става до 140 дена и потоа комењето се става в казан на огин. За 1 час протекува ракија. Слободан сака на сонка, па става и анасон. Ангел е повеќе за грапа, а различни се и казаните кои ги имаат. Казанот е покретен казан, од Свети Никола набавен. Ја 2003 го земав. Добро ме служи до сега. Задоволен со мајсторот. Казанот на Ангел пак е неподвижен, го зидал сам. Сами го правиме ти работи, се е дотерано. И мака нема. Едино само фали едно кревече, легни се оде како сакаш, ако не куќе да ми е тука близко, се одам тамо, ќе помине 2 сати 3, како ќе дојдам да работа, ракија си тече. Но и двајцата се жалат, пресметуваат, водат евиденции веќе 10 години, но како последниве и покрај тоа што казаните добро пуштаат, купувачи нема. Ланска ракија стои уши. По четврт ќе зимаат. Што е четврт? Сега свари вете го, 250, близо 260 кила таму ракија. Што ќе правам ја? Така ми стои тука. И нема садови да ја приберам. Велат дека се помалку луѓе ја продолжуваат традицијата на варење домашна ракија. Па изумира полека. Лозето кој што ми мене, таму нема лозе беше. Нема лозе, не се работи на младите. Нема работници. Сепак духот не ги напуштил овие луѓе. 40 дена ги минат во друштво со секој добронамерник. Прсо на улица, одека кој да помине, сега бојроме на ракија. Некој ќе дојде, некој не доваѓа и така. Не е битно. Важно ги частам. Сега е гумното, како вика таму. Сега се врши. Овие домаќини нас не испратија срдечно. Велат за секој кој ќе дојде има по некоја чашка. Лесно ќе не најдат, оти цела есен. Улицата мириса на пресна ракија и комење, се шегуваат тие.